Добро вечер, почитувани гледачи, започнуваме со урадните вести. Најнапред да ги погледнеме насловите за денеска. Како да ја поминете зимата без настинки и антибиотици? Како да се организира зимскиот распуст на децата? Најдобрите ски центри во Европа. Во екот на зимската сезона се поактуелни се и зимските одмори и посети на некои од ски центрите. Покрај добро познатите домашни ски центри, во продолжение ќе ви представиме и некои од најлуксузните и најдобрите ски центри во Европа. При изборот на зимските аранжмани приоритетите се различни. Страстните скијачи одбираат ски центри со најбрзи и најдолги патеки. Од друга страна, скијачите кои патуваат со деца се одлучуваат за центри кои имаат содржини за најмладите. Вистинските влюбеници во зимските спортови сигурно имаат големи дилеми за да одлучат кој е најдобриот скијачки центар со оглед на понудата ширум Европа. Ви ги представуваме топ 10 ски центрите кои имаат за секого по нешто. Оние кои не скијаат толку добро, а сакаат да бидат видени, одбираат мунденски места. Еден од најдобрите зимски центри е Насфелд во Австрија, опремен со топови за виштачки снег, бидејќи поради малата надморска висина понекогаш недостасува природен снег. Патеката е долга 110 метри, се наоѓа на надморска висина од 600 до 2002 метри, а во сезоната има 850 сончеви часови. Ноќната патека е долга 2,2 километри. Ски центарот Насфелд не е само најголемото и најмодерното во Корушка, туку е и едно од 10 најдобри во Австрија. Жичниците се многу модерни, понудата за сместувачки капацитети е многу богата, а патеките се одлично уредени. Главната модерна жичница, Millennium Express, е една од најмодерните во Европа. Освен скијањето, тука има и разновидна забава. Постојат два забавни парка за сноуборд, патеки за скијачко трчање, осветлено ноќно скијање и санкање, лизгалиште и одлична гастрономска понуда. Бад Гланкирхам исто така се наоѓа во Австрија, а мотото на овој ски центар е од патека во спа. Богато е со термални води, но и убави патеки со голем простор за уметничко скијање. Ова скијалиште се протега на две планини. До Кајзербур, највисокиот врв, може да се возите на жичницата во два правци. Најголемата жичница поминува покрај базенот Роенбард, а покрај неа до местото се спуштаат патеки од двете страни. Дезната патека е позната како патека за спуст. Освен таа, и уште две пострмни патеки, останатите се приспособени за средни скијачи и главно се црвени и сини. Гастрономската понуда е многу богата. За гостите кои не се на хотелскиот полупансион имаат повеќе можности за излегување на вечера во некој од рустичните ресторани, во кои главно се нудат домашни специјалитети. И понатаму остануваме во Австрија. Ски центарот Кицбил, освен со километарските патеки, посетителите ги привлекува и со можноста за шопинг, небројните кафулиња и интересната архитектура. Најпознатото скијалиште во Австрија е разновидно и интересно со зачудувачки зачувана тиролска архитектура, стара и до 300 години. Шопингот овде е меѓу најдобрите во Австрија. Патеката Штрайф е најпопуларна патека за спуст на светскиот куп на Ханекам. Се смета за една од најтешките во светот. Кицбил сепак не е ефтин. Сместувањето не е многу поскапо од останатите скијачки центри во тој регион, но забавата може да ве чини и повеќе од самото сместување. Од Австрија се селиме во Италија. Ски центарот Алта Бадија нуди посебно скијачко доживување. Нема гужва бидејќи нема големи хотели ниту дневни скијачи. Патеките се одлично подготвени, а жичниците се многу модерни и удобни. Алта Бадија е сместена во самото срце на Доломитите. Местата Лавила, Корвара, Колфоско, Педрацес и Сен Касијан се поврзани со жичници и се сметаат како дел од големиот систем Села Ронда. Скијачкиот центар Кронплац, Италија, се издигнува во средината на долината Пустерал и позната е скијачка дестинација од која живеат дури 13 градчиња и села. Модерни и брзи жичници водат кон врвот од три насоки – Валдора, Рисконе и Санта Вилјоа. Патеките на Кронплац се скоро 100% покриени со снежни топови. Најголемиот избор хотели и апартмани ќе се пронајде во Рисконте. Центар на долината е Брунико. Пешачката зона во центарот на своите бутици, кафулиња и ресторани е задолжително место за шетање на туристите од целиот регион. Денес Брунико не живее само од туризмот. Овде главно се зборува германски. Les Deux Alpes се наоѓа во Франција и е едно од најпознатите ски центри во Европа. Со оглед на природното богатство, овде често се организираат необични активности, од стручни проверки во кои се испитува опасноста од лавина до градење иглоа. Скијалиштето Les Deux Alpes е во близина на околното скијалиште L'Alpe d'Huez.
Разновидните стази, сонце и снег, близината на скијачките центри и ресорти со релативно достапни цени, нудат се што е неопходно. Западно од местото се издигнува Пиет Моутет, а источно е Пиц де ла Граф. Патеките на Пиет Моутет главно се за почетници и сноубордери. Планината Пиц де ла Граф е мрежен систем на жичници. Љубителите на екстремните спустови ќе се упатат кон патеката Ламеш со висинска разлика поголема од 2000 метри. Ова скијалиште е поевтино од оние од првата француска лига, како Межеве и Вал Дизе, но цените во рестораните и кафулињата не заостануваат многу. Вал Дизе Тинис исто така се наоѓа во Франција и ги има сите видови патеки, од благи до оф-рути, под длабок снег. Некои патеки се легендарни, како што се Фас ду Белвард, на која е удржан и олимпискиот спуст. Во долината на реката Изе, високо во Алпите, сместено е едно од најубавите планински градчиња – Вал Дизе. Долината е туристички и скијачки рај во кој доаѓаат луѓе од сите страни на светот. Околу старото градско езеро има многу хотели и куќи со апартмани. Низ целото место возат скијачки автобуси, па не мора да се оди пешки до жичниците. Скијалиштето е споено со соседното Тингнесом, познато под името Лес Паце Кили. На планините Солајсе и Рохере де Белеварде се наоѓа главното скијалиште, до која водат жичниците од самото место. Споени се и со соседното скијалиште Тинјес. Има секакви видови патеки, од благи за почетници до оф-рути под длабок снег, далеку од цивилизацијата. Зимата и студените денови се непријатели на здравието, а вирусите и инфекциите се опасни за ослабениот имунитет. За да бидете здрави во зимскиот период, зајакнувајте го својот имунитет. Редовното миење на раце, јакнењето на имунолошкиот систем и одржување здрава клима во вашиот дом е се што ви треба за да ја поминете зимата без настинки. Која е здравата алтернатива на антибиотиците? Што може да направите за да ја спречите појавата на инфекции или да оздравете без потенцијално сериозни нуспојави кои бараат употреба на антибиотици? Ова се прашањата кои најчесто луѓето си ги поставуваат, особено во зимскиот период, кога настинките и вирусите се многу зачестени. Секоја зима ја имаме истата грижа. Како да ги одвратиме вирусите и бактериите кои секоја година го напаѓаат нашиот имунолошки систем. И додека некои имаат своји традиционални здравствени навики да го засилуваат имунолошкиот систем, некои тргнуваат во борба дури откако веќе е доцна. За да го спречите тоа, некои работи можете да ги промените уште денеска и да му овозможите на својот организам борба против настинка и грип. Во исхраната вклучете доста овошје и зеленчук, заради високиот процент на витамини и нивното стимулативно дејство врз имунолошкиот систем. Статистиките покажуваат дека повеќето луѓе не внесуваат доволно од овие намирници. Ако и вие спаѓате во таа група, ќе мора свесно да се потрудите да ја коригирате таа лоша навика. Соодветното ниво на витамин Д е неопходно за здрав имунитет. Најдобар природен извор на овој витамин е изложеноста на сонце, но во недостиг на сонце во зимскиот период земете суплемент на витамин Д. Исто така и цинкот придонесува за нормално функционирање на имунолошкиот систем. Земањето на витамин С како додаток во исхраната во текот на студените месеци е добра идеја, но уште подобро е да се јаде разновидно овошје и зеленчук. Иако понудата на овошје и зеленчук во текот на зимата е ограничена, сепак има зимски намирници кои ќе му го обезбедат на вашиот организам она што му е потребно. Многу производи имаат способност на уништување на опасните бактерии. Меѓу нив се кокосовото млеко, кокосовиот путер, природниот мед, лукот, кромидот и зелката. Производите кои содржат пробиотици, како што е јогуртот со пробиотик, се одлични за зајакнување на имунитетот. Постојат и многу билки кои дејствуваат антимикробно, а најпознати меѓу нив се куркумата, ѓумбирот и чили пиперчињата. Куркумата заедно со изртените зрна, зеленчукот наместо житарки, млеко без лактоза и мешункасти растенија се 5 продукти кои во 2018 година ќе бидат најпопуларни, покажува истражувањето спроведено меѓу 740 светски диететичари и нутриционисти, кои традиционално секоја година ја прават своевидната топ листа на производите кои што треба да се вбројат во здравата исхрана.
Потрошувачите, како што тврдат авторите на студијата, ќе се концентрираат на намалување на количествата шеќери во секојдневната исхрана, а ќе го зголемат уделот на протеините. Штом ќе се разболите, немојте веднаш да посегнувате по антибиотици. Инфекциите се навистина непријатни, но често поминуваат без поголем проблем и без последици. Па заради тоа прво обидете се со природна терапија која се состои од чаеви, супи, витамин С и многу овошје и зеленчук. Родителите треба правилно да ги насочат децата како да го поминат распустот. Психолозите советуваат дека без оглед на грижите на родителите, дека детето ќе стане мрзеливо за време на распустот, треба да им се дозволи да уживаат во тоа што ужива. Но тоа не значи дека поголемиот дел од денот може да го поминат пред компјутер или пред телевизор. Зимскиот распуст, како и летниот, е можност децата да се одморат од училишните обврски, но тоа не значи дека треба да им се дозволи слободните денови да ги поминуваат пред телевизорот или на социјалните мрежи или пак со видеоигри. Психолозите советуваат дека без оглед на грижите на родителите дека детето ќе стане мрзеливо за време на распустот, треба да им се дозволи да уживаат во тоа што ужива. Но тоа не значи дека поголемиот дел од денот може да го поминат пред компјутер или пред телевизор. Родителите не треба да им наметнуваат обврски за време на распустот, треба да ги остават децата да се дружат со врсници, да се занимаваат со спорт или со хоби. Единствено што треба да се ограничи, но не и забрани, е времето што ги го поминат со друштвените мрежи, пред телевизор или со видеоигри. Родителите треба да се договорат со детето како тоа сака да го помине денот и да предложат дружење со фамилијата, со семејните пријатели, како и посета на кино. Детето за време на распустот може да научи да игра шах, карти, некоја друштвена игра која ја сакале родителите додека биле мали. Со временската прогноза ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете понатаму со програмата на МТМ. Довидување.